посакувам успешна работа на сите присутни и секако посакувам да имаме конкретни заклучоци кои што ќе дадат голем допринос во делот на она што значи превенција и спречување на насилниот екстремизам. Со оваа тематика и со овој проблем се занимаваме во општината подолг временски период. Општина Куманово, барем како доаѓаат информациите од организации кои што не следат, велат дека работиме доста активно, а јас ќе кажам дека можеме многу повеќе. Туку сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите вас представници кои што доаѓате од овие локални институции на локално ниво, почнувајќи од поделението за превенција при СВР Куманово, исто така и одлична соработка со Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам. Куманово е мултиетничка општина, голема општина, најголемата општина во Република Македонија, и ако ја погледнеме нејзината слика, таа всушност е Република Северна Македонија во мало. Истиот сооднос, процент на етнички, религиски и сите останати состави едно разнолични, токму пресликано во нашата општина и секако, кога имате различни структури кои што доаѓаат, значи од различен етнички, различен верски признак, секогаш можноста за потенцијални конфликти во општеството се многу поголеми отколку во една монолитна средина, каде што во таквите средини во најголем дел се доаѓа до екстремни ситуации на полето на социјалата. И ние во низ историјата многу пати имаме покажано и како граѓани, и како институции дека знаеме и да превенираме, а и да спречиме било каков тип на ескалација на конфликти. За жал, не успеваме како и најмодерните држави во светот да се справиме во целост со овој тип на екстремизам и многу пати насилството исто така може да се почувствува на различни нивоа, но сепак она што е најбитното, каде насилството кое што вклучува поголеми групи, поголеми целни групи и може да генерира состојби до посериозни конфликти, во Куманово се превенира на време. Такви беа случаевите во 2001 година, кога имавме еден воен конфликт од пошироки размери. Знаете дека општина Куманово беше во една тешка ситуација на хуманитарна катастрофа. Од друга страна, на територија на соседна општина Липково имавме воени дејствија, но сепак граѓаните успеавме да ги задржиме со трезни глави, да не ескалира самиот конфликт и да дојде да се резултира со едно невидено насилство на просторите на општината. Исто така, мора да потенцирам дека слично се случи и 2015 година, на 9 и 10 мај, кога имавме контролирана дводневна војна. За жал, се уште ги немаме резултатите и кој тоа беше сценаристот и режисерот на тоа што се случи тој воен конфликт, каде што милитантна група упадна во градот, но сепак граѓаните заедно со институциите, а тука првенствено мора да потенцирам дека Советот на општина Куманово тогаш одигра многу висока улога, заедно со градоначалникот, повика на смиреност, ги осуди дејствијата, повара евакуација на цивилите и едноставно целиот град излезе да покаже солидарност со тој настан и не дозволи истиот да ескалира. Но трендовите се менуваат. Ние денеска живееме во едно време каде што екстремизмот е присутен во домовите и екстремизмот е присутен и на полето на секојдневното делување на младите луѓе. И тоа мора да се превенира. Многу пати зборуваме и за верски тероризам, т.е. верско насилство и верски екстремизам, кој што е резултат на погрешно толкување на верата. И токму тука сметаме дека општина Куманово во следниот период треба да се задржи и да поработи посериозно, бидејќи како што и самите знаете, претходно се имаме запознаено на локални
конвенција, ние имаме поголем број на верски организации кои што делуваат на просторите на нашата општина и кои што малку своите верници се обидуваат да ги изместат на почеток од рамките на онаа што значи традиционалното изучување на верата, а во одредени моменти знаат и како да се наметнат и да направат индоктринација на тие млади луѓе, па на крај истите да завршат и на некои од ратиштата на Блискиот Исток. Имаме еден таков потврден случај, имаме една таква жртва во нашата општина, но сепак ние сме должни како институции да ги следиме тие процеси, а оваа тело на кое што му даваме значење и му благодарам на ОПСЕ за нивната иницијатива да организира ваква работилница.